Никој нема илузија дека договорот од Пржино е идеален. Но исто така е илузорно да очекувате дека владеачкото мнозинство во ова собрание составено од ВМРО, ДПМН и ДУИ е спремно и способно да спроведе реформи. Договорот од Пржино го отвара патот за избори на кои што оваа власт треба да биде сменета и да дојде власт која што ќе спроведе реформи за демократизација и почитување на човековите права во Република Македонија. Кога зборувате за спорни или уставно спорни амандмани или закони кои што ќе се носат, ќе почекате неколку точки и ќе дојдеме до законот кој што ќе биде донесен на инсистирање на ВМРО ДПМНЕ, а пратениците, односно представниците од ДУИ го прогласија за собствен триумф, а тоа е одредбата за која што се предвидува министерот за внатрешни работи да го изгуби мандатот на неуставен начин. Дали е срушен уставот? Уставот на Република Македонија е срушен со незаконското прислушкување на огромен број граѓани во Република Македонија, со неказнетиот досега криминал и корупција во редовите на владеачките партии во Република Македонија, со партизираното судство, со незаконските, со неуставните одлуки за распуштање на собранието. Уставот е скршен и со претварање на Уставниот суд во марионета во рацете на владеачките партии, принудена еден ден да носи едни одлуки, другиот други одлуки. Некои од одредбите кои што ќе се усвојат се одлуки со кои што ВМРО ДПМН наметнува преседани во уставниот систем на Македонија, кои што ќе бидат штетни. И главната одговорност е на оние кои што инсистираа на тие одлуки. Нашата поддршка на определени одлуки во овие закони е поддршка за отварање на пат на избори на кои што ќе дојде конечно до смена на власта на ВМРО ДПМН и ДУИ, бидејќи граѓаните тоа го очекуваат од нас. Ви благодарам.